Едукативните активности за заштита на животната средина продолжуваат во Преспанскиот регион. Во основното училиште Браќа Миладиновци во Царев двор се одржаа работилници и екоакции во рамки на кампањата Преспа разбуди се за чиста животна средина, која што се приклучи и ја поддржа акцијата Генералка викенд. Овие работилници се дел од самата кампања и ги правиме по училиштата во соработка со активностите кои што ги имаат и училиштата, затоа што учениците и наставниот кадар се уште една група на граѓани кои што преку кампањата сакаме да бидат опфатени за заедно сите да придонесеме кон подобра средина и почиста Преспа. Учениците чистеа во и околу училишниот двор, додека екипите на јавното претпријатие Македонија Пат го расчистуваа регионалниот пат покрај училиштето. Подружницата на Национални шуми од Ресен донираше повеќе дрвја и растенија кои што беа засадени во кругот на училиштето. Наставничката Наташа Нечовска на доста забавно едукативен начин им го пренесе на учениците значењето за тоа колку и зошто е важно да се штити животната средина. Соодделенците представија интересен експеримент за тоа како се топат половите на земјата поради климатското затоплување, кој пол побрзо се топи и како врз сето тоа делуваат ладните и топлите морски струи. Добро, значи тоа од старт го гледаме, еве овде добро се забележува. Нашата главна цел беше да се стимулираат учениците и еве да ја извадиме значи самата екологија како наука од учебниците и главно да ја поврземе во интересен предизвик, игра и успех. Ваквите активности секогаш имаат поголем печат, значи повеќе го истакнуваат тоа искуствено учење во насока на полесно осознавање на работите во пракса, отколку она што го читаме во теоретски или го учиме. Со учениците беше организирана и активност за тоа колку време му е потребно на одреден предмет што се фрла во природата за да се разгради. Например, на стаклото му се потребни 1 милион години за да се разложи, на пластиката од 200 до 500 години, на мастиките за џвакање 50 години, додека најбрзо се разградува органскиот отпад за кој што е потребно помалку од 1 месец. Бидејќи Преспа е заштитено подрачје кое се наоѓа помеѓу два национални паркови и е значајно, исто така ако се заштити средината, ќе стане попривлечно за туристите, нема да има ѓубре и ќе изгледа поубаво. Да, доста се интересни за сите ученици и се сите заинтересирани. Во текот на целата година се одржуваат такви работилници и посетуваме места кои што ни помагаат повеќе да запознаеме нашата средина во која што живееме и како да ја заштитиме. Значи, иако мојот предмет не е директно поврзан со екологија и со чиста средина, како наставник по странски јазик, јас често се трудам да пренесам културата конкретно на Франција. И пример на часовите кои учиме за боите, му давам на децата пример од Франција, како дека уште од 1975 година имат воведено закон каде што се дефинира што е отпад и како треба да се складира и да се рециклира тој отпад. И потоа користиме различни бои на корпи, значи зелена, сина, плава, кафеава. Активностите во рамките на кампањата Преспа разбуди се за чиста животна средина продолжуваат и во другите населени места во Преспа, со цел преку едукација и практични активности граѓаните да се поттикнат кон поголема грижа за природата и почиста животна средина.